Македонското пчеларство оваа година ќе ја памети како неповолна, велат од пчеларското здружение Нектар од Битола. Временските неприлики придонесоа за помало производство на мед годинава, но доволно за македонскиот пазар има. Од здружението Нектар велат дека мразот во април, но и топлото време и сушата во текот на летото негативно влијаја врз пчеларството, но овој период е погоден за пчеларите да видат какви залихи на пчелни семејства имаат. Години наназад со овие климатски промени очигледно дека најударни сме ние пчеларството можеби. Иначе се движило 20-25 кг просек по пчелно семејство, меѓутоа последниве 5-6 години некаде околу 12-13 кг се намали тој просек на производство. Меѓутоа да кажем и тоа дека имало и убави години. 2002 година јас сум ја спомнувал често пати и ќе ја спомнувам мислам долг период каде сме произвеле, односно сме добиле по пчелно семејство и по 100 кг мед. Значи зависи од временските услови, од овие ќе речем климатските промени, очигледно дека доста влијаат врз пчеларството. Има доволно мед за домашниот пазар, велат од здружението. Манифестациите каде можеме да ги изложиме производите придонесуваат за поголема побарувачка на мед од граѓаните. Граѓаните во Република Македонија да не стравуваат, ќе има доволно количини на мед, значи за домашниот пазар. Ако нема за извоз, меѓутоа за домашниот пазар ќе има доволно, а просекот на конзумирање, ви кажам, со одржувањето на овие манифестации, значи се зголеми. Граѓаните некако почнаа да стекнуваат поголеми навики, бидејќи ги користат овие прилики, доаѓаат директно во контакти со производителите и осеќаат поголема сигурност во однос на правилноста, да речем, на квалитетот на медот. Во Битола денеска завршува манифестацијата Денови на македонското пчеларство, која годинава по 20 пат се одржува на плоштадот Магнолија. Во рамки на оваа манифестација денеска се одржа стручно предавање на тема пчеларство, на која предаваше експерт од Србија.